Судиите и обвинителите не ги заслужуваат ниту сегашните плати, камоли покачување. Премиерот Мицкоски не попушта. Вели владата е целосно посветена на реформите, но делот од реформската агенда кој се однесува на зголемување на буџетот во судско-обвинителскиот систем не може да се спроведе. Потребни се суштински промени со кои судството и обвинителството ќе се ослободат од канџите на политиката и влијанието од одредени центри на моќ, па потоа ќе се зборува за покачување. Сакам јавноста да знае дека станува збор за 6 закони, каде што основната суштина е зголемување на буџетот, од кој што директно ќе имплицира зголемување на платите на обвинителите и судиите, кои што имаат рейтинг од 2%, а се бара зголемување на платите за судиите односно буџетот нивен, кој што би бил сега 0,8% од БДП, а за обвинителите 0,5% од БДП. И секогаш чувствувам некаква мачнина, бидејќи тие и овие сега плати што ги земаат не ги заслужуваат. Од областа на правосудниот систем се работи на повеќе закони, меѓу кои и законите за јавни обвинители, судски совет, за обвинителска служба, судска служба. Треба да се менува и кривичниот законник и законот за кривична постапка. Дел од нив согласно препораките од Брисел предвидуваат и од буџетот да се одвојуваат 0,8% за судството и 0,5% за обвинителството, што автоматски ќе значи и покачување на нивните плати. Од 6 закони предвидени во судско-обвинителската сфера, само ова е пречка за да влезат во процедура. Според проценките на Мицкоски, тоа би значило трошок од повеќе од 100 милиони евра годишно, двојно повеќе од постоечкиот. Владата претходно најави дека ќе направи компаративна анализа со неколку земји членки од Европската унија, како Франција, Германија, Унгарија, Хрватска, да се види колку тие земји одвојуваат од буџетот, пошто ќе се најде адекватно решение. Законите треба да се донесат најдоцна до крајот на годинава.